Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно ново видео за свесното родителство од книгата на авторката Шефали Цабари, која што е наречена Родителска карта. И во ова видео ќе продолжиме со третиот чекор, кој што таа го насловила "Откажи се од контролата". И како вообичаено, Шефали секој чекор вообичаено го започнува со неколку нејзини прекрасни стихови, така да јас одлучив овие стихови вам да ви ги прочитам. Да танцуваш по линијата на нега и грижа, а да не превземеш акција, навистина е опасно. Како да бидеш таму, а не насекаде? Како да сакаш, а да не задушуваш? Како да одиш покрај, но да не пречекоруваш? Како да се прилагодиш, но не по секоја цена? Тоа е уметноста на родителството. Тоа е срцето на родителството. Тоа е драмата. Тоа е магијата. Неискажаната мисерија. Без формула, без предвидувања, без удобност. Само една бескрајна линија по која танцуваш во непознатото. Кога станува збор за третиот чекор, за содржината на третиот чекор, значи рековме дека е насловен "Откажи се од контролата", че ова се однесува за родителите, за односот на родителите со своите деца, кога ги родителствуваат. Таа вели дека најчесто родителите многу сме познати по нашите тврдења дека љубовта која што имаме за нашите деца е безусловна и дека ние сме ретко најединствените кои што во суштина ги сакаме нашите деца безусловно, дека правиме се за нив, за нивно добро и дека сме мотивирани од нашите најчисти намери кога ги родителствуваме своите деца. Меѓутоа, дали ова, прашува Шефали, е големата ова родителска вистина, дали ова тврдење е на вистина вистина? И таа вели, ајде да го образложиме нештото. Прво, таа спомнува дека секој родител си го сака своето дете неизмерно. Често пати се случува родителите многу повеќе да си ги сакаат своите деца од било кој или до тогаш таква љубов и никој повеќе да не се доближи до нивното срце отколку нивното дете. Меѓутоа, таа вели дека токму тука лежи замката. Зошто? Затоа што голем дел, кај големиот број на родители, кои што кога родителствуваат, нивната љубов е поттикната од родителската жед за контрола, најчесто од родителската жед за поседување. Затоа што родителот мисли дека љубовта е вистинита безусловна, дека родителската љубов е вистинита и безусловна, меѓутоа во суштина тоа не е така. Зошто е така? Како да го објасниме тоа? Шефали го објаснува следново. Вели таа дека се додека прво родителот треба да го освести нештото дека кога родителствува со своето дете, најчесто тој е воден во својата љубов од место на контрола. И се додека родителот не го освестува нештото, неговата врска со детето ќе страда, ќе има болка во односот со своето дете, ќе почувствува секогаш разочараност. Што значи дека секогаш тоа ќе ни биде еден показател дека ние родителствуваме од место на страх и од место на контрола. Тоа е нешто кое што и текако со сигурност го тврди ова авторка, затоа што таа вели
на ниедно друго место ние родителите не покажуваме толкава контрола и толкаво последување колку што тоа го правиме во односот со нашите деца. Значи ние зошто? Затоа што имаме едно подсвесно верување, значи нашето родителство се базира врз едно подсвесно верување за децата дека тие се наши затоа што ние 24 часа сме со нив, значи задолжени сме со нив и токму поради тоа веруваме дека нивните мисли, дека нивните чувства, дека нивното однесување исто така е многу повеќе наше отколку што треба да биде нивно. Значи подсвесно очекуваме нашите деца да го живеат животот на начин на кој што ние мислиме дека треба спрема нашите возрастни родителски агенти и кога тие нема да го направат тоа нешто, ние влегуваме во еден режим на контрола. Ги користиме сите видови на манипулации само за да можеме да ги натераме нашите деца да ги следат нашите патишта. И најчесто применуваме одредени тактики. Кои се најчесто применуваните? Тоа е гневот и казната. Кога овие гледаме дека не функционираат, ние можеме да користиме и други третмани кои што ги нарекува Шефали како третман на молчење, тивко емоционално повлекување или друг начин на кој што се нарекува на пример родителско, може да биде родителско занемарување и токму овде во тој момент ги прашува родителите, Шефали му поставува прашање: размислете, родители, размислете подлабоко. Дали ние се обидуваме да ги контролираме возрастните во нашиот живот на ист начин како што ги контролираме нашите деца? Со возрастните, дали ние многу повеќе размислуваме предходно, пред да им се обратиме за некој проблем, потоа сме потолерантни, најчесто им простуваме повеќе, потрпеливи сме со нив. Например, ако некој пријател задоцни на ручек, или пак ако сме заборавиле клучевите дома, или пак машината за садови сме заборавиле да испразниме. Значи, ние не го губиме разумот заради тоа и почнуваме да викаме или да врескаме. Дали ние би ги срамеле нашите пријатели, нашите возрастни, најблиски, би ги казнувале секогаш, би му ја раскинувале врската, љубовта секогаш кога, например, нешто ќе се заборави? Не. Значи, ние покажуваме многу поголема учтивост отколку кога сме во односот со своите деца. И таа вели, зошто ние да не дозволиме таквиот начин да го применуваме и кон децата. Ако заборават нешто, например, во своето ранче, или пак го заборавиле дуксерот на училиште, или пак телефонот го заборавиле, или клучевите од дома ги заборавиле. Зошто ние постојано трчаме прво да ги срамиме и да ги казнуваме нашите деца? Зошто едноставно тоа го правиме упорно? Затоа што мислиме дека ги последуваме нашите деца. А со тоа, значи, влегуваме во една состојба на контрола, негативна контрола спрема нашите деца. И најчесто, да бидеме искрени, ние во односот со децата најчесто ќе кажеме затоа што ми се може, затоа што можам. Меѓутоа, иронијата, за да биде уште поголема и потрагична, е што ние упорно веруваме дека тој начин е вистинскиот начин на кој што ние покажуваме љубов во односот со нашите деца. И оваа љубов Шефали како ја нарекува? Ја нарекува тешка љубов. Термин тешка љубов. Меѓутоа, таа прашува, дали навистина љубовта со нашите деца треба да биде тешка? Дали тешката љубов нас не прави да се чувствуваме подобри во односот со детето? Дали ние сакаме да добиваме таква тешка љубов од другите?
од пријателите, од децата, од најблиските возрастни? Зошто љубовта мора секогаш да ја сведуваме на казна и на контрола? Зошто да не биде емпатија? Зошто да не биде сочувство? Зошто да не биде заедништво? Зошто да не биде поврзаност со децата? Љубовта никогаш не треба да доаѓа од едно место на контрола. А сепак гледаме дека голем дел од нашето родителствување со нашите деца е токму тоа. И затоа Шефали вели дека родителската љубов во традиционалниот модел на родителствување не е чиста и не е вистинска љубов. Каква е? Родителската љубов, традиционална љубов, што представува? Таа е љубов, поседување, контрола. Значи, што вели Шефали? Кога ние навистина би можеле да ја освестиме оваа контролирачка природа на нашата љубов во традиционалниот начин на родителствување, што освестуваме? Освестуваме нешто многу длабоко, а тоа е дека без оваа свесност ние ќе останеме заглавени во манипулативните тактики кои што доведуваат до што? До намалување на детското чувство за сигурност и за вредност. Значи, без разлика нашите деца, дали се големи, дали се мали, тие имаат едно внатрешно знаење дека тие треба да си бидат подредени на своето тоа внатрешно знаење за себе, за да можат тие да израснат во една балансирана личност, да можат да бидат здрави, да бидат конзистентни личности. Меѓутоа Шефали вели како ние како родители да помогнеме во овој процес, во насока на растење, развивање, создавање на здрави конзистентни деца. Преку елиминирање на нашата желба, еве овде, значи јас запишав, на нашата желба за контрола. Кога ние бараме или сакаме нашето дете или сакам моето дете да биде засновано на моите потреби. Значи ние кога веруваме во ова нешто, секогаш таа родителска љубов ќе представува љубов плюс поседување плюс контрола. Значи ние оваа желба да ја замениме со едно безусловно прифаќање и усогласување во смисла секогаш да кога имаме во односот со своите деца секогаш да постапуваме од ова нешто, од ова прашање. Кои се моите деца на вистина и кои се нивните потреби? Сега, кога ова Шефали им го образложувала на родителите, значи кога доаѓале кај неа, сите овие прашања таа им ги поставувала, значи сите ова го разговарале заедно, тогаш наидувала на фрустрација од самите родители и реагирајќи тие ќе прашале Шефали, добро, како јас тогаш да го натерам моето дете да го направи нештото правилно, а да при тоа да немам контрола врз него, едноставно да не барам да го казнувам моето дете. И секогаш Шефали им укажувала на родителите во таквите моменти кога ќе го поставиле тоа прашање, им објаснувала кога ние во односот со своето дете секогаш прва работа што ни текнува
е да го насочиме фокусот прво на конфликт, ние во себе носиме еден ментален склоп, една ментална потреба, еден крик ментален за војна со своите деца. Значи, ние го насочуваме фокусот секогаш на токму на конфликт. Како единственото нешто што знаеме да го направиме ние е само да ги контролираме негативно нашите деца. Значи, како тоа да е единствената алтернатива. А кога така делуваме, значи ние влегуваме во процес на целосно занемарување на детската природност. Зошто? Затоа што се плашиме едноставно дека ако ние од време на време им дозволиме на нашите деца, се одлучиме да им дадеме слобода спрема возраста, сами тие да можат да си го откријат својот собствен глас, својата собствена судбина, тие ќе бидат проголтани едноставно и самите ќе се фрлат во амбисот на екстремниот животен филм кој што најчесто го нарекуваме, ќе влезат во дрога, ќе влезат во неморален секс, ќе влезат во луди забави и така натаму. Но зошто ние како родители се чувствуваме така? Затоа што сме длабоко индоктринирани во традиционалниот модел кој што е базиран врз страв, вина и срам. Што значи тоа? Во тој традиционален модел на родителствување, во кој што ние сме биле изродителствувани, сме биле принудени да ги потиснуваме нашите собствени детски и младешки фантазии. И токму поради овие потиснати чувства, поради неизживеаните делови од нас, каде што не се прикажуваме како целовити, како интегрирани, преку овој модел ние успеваме да ги проектираме сите тие потиснати делови врз нашите деца. Значи, како генерација, ние во глобала сме воспитани со контрола, потиснувани се нашите емоции, нашите чувства, и затоа нашиот најголем страв е да живееме во односот со своето дете без контрола. Значи, од тука и ги потискаме и ги бараме да ги контролираме нашите деца. И Шефали во својата книга многу јасно објаснува. Таа им вели: родители, јас не се залагам, ова книга не е за родителот да се залага за еден пасивен пристап, да не го интересира детето кога го родителствува. Туку зборува за тоа како е поставен менталниот склоп на родителот за контрола. Како и таа контрола негативна како влијае врз родителската поврзаност со своето дете. На еден навистина страшно токсичен начин. Меѓутоа, свесниот пристап во родителството бара од родителот, бара да стане свесен за таа своја негативна контрола, за тој негативен ментален склоп кога го родителствува своето дете, кога си ги проектира сите тие неизживеани делови, сите тие потиснати емоции и чувства врз своите деца на еден негативен начин и со цел сето тоа да го освести родителот и едноставно да му дозволи на детето да почне да се приближува кон својата собствена автентичност и да си ја најде својата вистинска автентична судбина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.